Се уште е неизвестно каде ќе се закопат околу 9000 свињи кои треба да бидат уништени откако во фармата во село Таринци се појави болеста свинска чума. Ниту мештаните, ниту општината не дозволуваат да се копат јами во близина на индустриската зона. Тие синоќа успеа да ги сопрат багерите, за кои, како што тврди градоначалникот на Карбинци, немале одобрение и на тој начин пробале да узурпират државно земјиште. Жителите на двете села остро остануваат на ставот дека ќе се предизвика хаварија која може да има последици со сериозни размери. Тие свињи толку бројчено, значи тоа целата мрснина ќе излезе туку ќе биде тоа депонија, не знам каква. Тоа е многу свињи. Коран сел там не система водата. Како таму? Значи не оде тоа там. Треба да се најде простор. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека пред 8 дена во фармата кај 9 животни е потврдена болеста, па поради тоа треба да се уништат околу 9000 свињи. Топката ја префрлија на локалната самоуправа. Таа имала законска обврска да обезбеди локација за јама најблиску до жариштето. Во спротивно ќе следи кривична пријава. Но од општина Карбинци децидни, досега никој писмено не побара локација за закупување на свињите и пропустот е направен во минатото со издавање на интегрираната дозвола. Пропустот кој што е направен во давањето на дозволи во минатото од институциите надлежни, дали е тоа животна средина или Агенцијата за храна и ветеринарство, а интегрирана дозвола без да се предвиди локација за вакви случаеви е пропуст кој што треба некој да сноси одговорност во следниот период. Општината има предвидено 2 локации за закупување на мртви животни, но тие не се соодветни за болеста и бројот на животните кои треба да се закопат. Паунов најави дека во најбрз рок ќе го повика и советот на општината, а ќе се бара мислење и од населението. Прв случај на свинска чума се појави минатата зима и досега во државата се уништени 3500 свињи.